Оваа книга не е ни обвинување, ни исповед. Таа само се обидува да извести за една генерација што е уништена од војната и покри тоа што се спасила од нејзините гранати. Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Зборовите што ги прочитав на самиот почеток на ова видео се зборови со кои што почнува романот за кој што сакам да зборувам. Тоа е еден роман со голема репутација, култен роман, роман символ на одредено време, на одреден културно историски момент. На англиски би рекле iconic novel, значи предпознатлив роман, многу познат, многу читан, а тоа е романот На запад ништо ново од Ерих Марија Ремарк. Роман кој што е како што кажав познат, многу луѓе, не знам дали е повеќе познат отколку што е читан, не би можел да кажам, тоа може да ми го кажете вие во коментарите. Ерих Марија Ремарк е германски писател кој што и самиот учествува во Првата светска војна и ова е роман во кој што се зборува за една група момчиња кои што учествуваат во таа така наречена голема војна. Ремарк овој роман го објавува во сериализирана форма најпрво во Весник во 1928 година, за да во 29 година излезе како целина, излезе како роман и стане феномен во смисла на тоа дека за само 18 месеци биле продадени 2,5 милиони примероци, што ако помислиме дека тоа е речи си пред 100 години е издаден, објавен тој роман, тоа се неверојатни бројки. Станува ултра популарен овој роман, од друга страна тој меѓу период меѓу двете светски војни, особено нели кога ќе дојдат на власт национал-социјалистите во Германија, значи уништувани се примероците од овој, тој е забранет, непожелено уништувани се примероците од овој роман, имало поделени мислења и во Германија во однос на него. Ремарк завршува подоцна во Америка, има напишано повеќе и други романи, меѓутоа сепак овој му е најпознат роман. Раскажувачот и главниот лик во овој роман е едно момче, младо момче по име Пол Бојмер, и гледаме дека тој е всушност средношколец, живее во едно мало германско градче заедно со неговите родители, и Првата светска војна е веќе почната, меѓутоа поради жестоките, ентузијастични, нели страствени говори на еден од нивните наставници за тоа како треба да се брани татковината, како треба да им представува чест да одат на фронтот и да се борат за Германија, тие ги опфати тој еден занес, некаков си патриотизам, некаков занес татковински, и сите ќе се запишат да се ќе волонтираат да станат дел од германската армија во тоа време и движени од тоа. Меѓутоа тука прво што го гледаме во приказната е кога ќе заминат на фронтот, ќе се соочат со колкава голем контраст има меѓу нивниот нормален живот во тоа мало градче со соништа за работа, со мечтање за девојки, за нормален живот, и како изгледа тоа на фронтот. Всушност На запад ништо ново, тоа запад значи го представува западниот фронт, кој што за германската армија во тоа време на потегот Франција, Белгија, значи тука бил тој за нив западен фронт, каде што гинат илјадници луѓе во текот на Првата светска војна. И оно што најпрво не удира додека го читаме овој роман е тој контраст, како изгледа на нивниот претходен живот. Овие млади момчиња кои што ништо не искусиле всушност од животот. Некои од нив се 17-18 годишни момчиња, и тамо ќе има едно многу пријателство меѓу Пол, особено и Качински, еден човек во своите 40 години што има семејство и така натаму. Меѓутоа за многу кратко време тој начин на војување армијата ќе ги направи, на некој начин ќе станат искусни, ќе остарат, ќе отрпнат, а тоа е војна на рововски битки, на гранатирање, на боеви отрови, на пламенофрлачи, на една сурова војна, и која што се војува во тие ровови со постојана закана од гранатирање и така натаму, па тогаш се воведува тенковска битка и сите тие нешта. И оно што го гледаме е како овие луѓе ќе се војуваат таму, се топовско месо всушност, се бројка.
и кога ќе го преживеат тоа, тие што ќе преживеат ги враќаат во позадина да закрепнат, да се одморат и потоа повторно ги враќаат на фронтот. И буквално тоа ти се како едноставно ако преживееш се враќаш, дури кога ќе им дадат, дури ако е некој повреден кој ќе заврши во болница, оди на лекување, ќе закрепне, ако е способен да војува, повторно ги враќа на фронтот. И ова е една приказна за неговите доживувања и за доживувањата на таа група таа група ученици која што завршува на фронтот. И има два цитати всушност кои што сакам да ги прочитам, кои што многу убаво ја доловуваат, па и лудоста на војната и она што Ремарк сака да го прикаже. Тука пишува на 15-та страна: луѓето не може да насетат што ќе се случи подоцна. Најразумни беа всушност сиромасите и обичните луѓе. Тие од самиот почеток сметаа дека војната е голема несреќа. Наспроти нив, имашливите граѓани не криеа дека и се радуваат, иако ним, поскоро отколку на секој друг, требаше да им биде јасно какви ќе бидат нејзините последици. Тоа е тоа во повисоките кругови, кај богатите луѓе или кај тие што се на позиција на моќ, што имаат удобен живот, тие може да ги идеализираат војната, да го идеализираат патриотизмот и гинење за татковината, за некакви идеали. Меѓутоа сиромашните луѓе, оние кои што имаат тежок живот, тие многу добро знаеле што ги очекува во таа војна, дека не ги очекува ништо, како што во никоја војна всушност не може некого да го очекува нешто добро. И на друго место всушност има еден сјаен цитат во кој што раскажувачот во кој што Пол вели: и додека тие пишува и држеа говори, ние гледавме болници и луѓе што умираат. Додека служењето на државата тие го истакнуваа како нешто највозвишено, ние веќе дознавме дека стравот од смртта е нешто посилно. Поради тоа не станавме ни бунтовници, ни дезертери, ни страшливци, тие лесно ги изговара овие зборови. Ја сакавме својата татковина како што ја сакаа и тие, и секогаш кога напаѓавме храбро одевме напред, но сега знаеме да разликуваме, одеднаш научивме да гледаме и свативме дека од нивниот свет нема ни трага. Одеднаш се почувствувавме страшно осамени и сами моравме да се бориме со се нешто. Всушност сваќаат дека од тој свет на зборови, на идеали, на големи држави, граници, повлекување на таа геополитика, дека во тие ровови нема ништо, дека тие всушност нема да дезертираат, нема да се бунтуваат, меѓутоа ја сваќаат безсмислата на војната, ја сваќаат безсмислата на тие потези кои што ги влечат тие што се на власт. И ова е интересно што мислам дека има на Запад ништо ново, има репутација на брутален, ужасен роман, во кој што се многу живописно се доловени ужасите на војната, меѓутоа тоа не е така. И е така, меѓутоа не е така од друга страна, затоа што ова е многу роман во кој што на еден многу трезвен, објективен начин, како што најавува всушност Ремарк на самиот почеток, со еден објективен тон Ремарк зборува за војната без обид да не згрози, без обид да не ужасне од војната, туку самите ние ќе си донесеме заклучоци. Значи тој западен фронт кој што буквално со месеци стоел заглавен и буквално поместувањето било се работело за метри, колку се поместувала таа линија, а тука во тие месеци, во тие години покинале, умреле илјадници, десетици илјади млади луѓе. И војната и денес е актуелна, и денес има војни во ова време во кој што ние живееме 100 години подоцна, има сериозни конфликти, сериозни војни. И војната не е помалку лудост од претходно, и војната во никој случај не може да биде ништо позитивно или ништо добро. Ова на Запад ништо ново не е некакво, би рекол, литературно неремек дело и неверојатно достигнување. Меѓутоа сепак е неизбежен роман, затоа што е уникатен роман, се смета дека е еден од најпознатите антивојни романи. Ме испровоцира да го прочитам и ова ново реиздание, или ова издание на оваа едиција на 3, издавачката куќа 3, преводот, значи ова едно поново издание, преводот е од Димитар Гогушевски, не знам дали е нов или стар превод, не е ни важно, значи мислам дека ова е книга што сепак мислам дека нема да сгрешите ако ја прочитате, книга со, како што кажав, со голема репутација, која што и ден денес ни ќе не потсети и ќе не соочи со лудоста на војната, со судбината на една група млади деца, млади момчиња кои што идеалистички влегуваат во
да учествуваат во таа војна, меѓутоа соочени се со суровоста и со бесмислата, таа војна, бесмислата која што тој, всушност бесмислата е производ исто така на цела загубена генерација која што подосна ја гледаме изразена и во културата и во уметноста, да речеме, и многу правци, па дури како да речеме дадаизмот се реакција на утописките, на утопиите или на и тие идеологии, претходни идеологии кои што нели сметаат дека човекот е некакво возвишено разумно битие кое што само ќе прогресира, и за да 20 години подоцна всушност тоа се потврди дека човекот е homo belligerans, е суштество кое што војува, кое што е воинствено, е спремно да крене рака врз другите, се повторува повторно во Втората светска војна, уште нешто, уште поужасна војна, можеби не во толкав размер на жртви, меѓутоа уште поголема, поужасна војна. Така што ова е, би рекол, и актуелен роман за времето во кое што живееме, за нашиот сегашен миг. Ви го препорачувам и чувајте се и се гледаме со нови видеа. Поздрав!